Архангел, Владко Стефановски трио, Принц, Калиопи, Хабадајас, Максимовски Юнајтед, Темпера, Митан Проџект и многу други. А само еден ум кој ракува позади бас-гитарата. Џоле Максимовски, композитор, инструменталист, бас-гитарист, кој царува со бас-гитарата на најголемиот дел од македонските хитови создадени во златната ера. Бас-гитарата е срцето на музичкото битие. Таа не зборува гласно, но нејзиниот ритам ја држи вистината на секоја нота, тивко водена од сенката каде што тишината станува сила. Искра Трпева со песната Ако ноќва останеш со мене, со сигурност ќе ви го размрда денот. Здраво, Џоле. Добро дојде во Хитмејкер. Позор ве најдов. Денеска ќе си помуабитиме за интересни музички теми. Пред се би сакала да започнам со можеби најважното прашање што мене ме интересира, бидејќи бас-гитарата ми е омилен инструмент. Вие како басист со децени. Ние. Ти? Ме интересира како ти се роди љубовта кон бас-гитарата. Добро. Мислам дека се започна со едни плочи што ги добив за роден ден во 4-то оделение од другарите. Тоа беа неколку плочи. Едната беше соло албум на Пол Маккартни, едната плоча беше од Кейџа Гугу, третата плоча беше Street Beat, мислам дека е на албум Розев, со денс музика. И имаше многу добри бас линии. Ја од тоа време почнав гитара да свирам негде 5-то оделение, 6-то. Меѓутоа, после година-две, негде више кога бев 8,
почнав од тие плочи и од некои други што ги имав веќе да ги кинам линиите на гитара. Шај. Да. Таа е песната. Да, многу јак. И исто така имав голема среќа да имаме братучет кој што Тони Десовски, кој што беше исто басиста, свираше у Мизару, Клержо. И он имаше 2 бас гитари. Онака јас кога немав гитара, јас сакав да си купам електрична гитара, устари вика бе земи, имам 2 баса, земи го басов и Пробај да видиш што е. пробај, да. И љубов на прв допир беше тоа. Така, Прекрасно. отприлика така беа почетоците. Да. Со кој бенд започнавте, бидејќи имате свирано со едни од најзначајните состави, Владко Стефановски трио, Да. Темпера, вашиот личен проект, што сега е актуелен, морам да признам. Стварно? Па да, гледам Добро. дека имате настапи, имавте и во аудиокултура пред некое време. Да. Да, уште не е довршен тој проект, така едно година-две никако да го завршам, ама така си реков дека полангзам ќе го терам тој проект. Значи ќе заврши. Ќе заврши кога ќе решам. Инаку прашањето беше как мојот прв бенд. Да, како започнавте? Првиот бенд ми се викаше Тилт и беше составен од другарчиња од мало, онака класика ептен. И нормално првите настапи беа на Младински канал на МРТВ. Да. Да. Во тоа време имало многу поинтересни медиуми, можеби за музика. Еве ние се трудиме тоа да го вратиме на некој начин. Па да, добро ви иде, тоа што гледам. Фала ти. Немаше многу тогаш. Немаше многу, ама некако валјда дека беа ретки, беше вау. Сега има многу емисија, колку што гледам. Има Колку многу се емисии. квалитетни, колку обработуваат добри тематики, тоа е прашање. Ама вас ви посакувам се најдобро, пошто баш супер ви се емисиите. И ми е кејф што ме викнавте Многу ми е денеска. драго што си ни гостин. Знаеш колку те почитувам, сме соработувале заедно и се надевам Да. дека ќе соработуваме уште долго. Сигурно. Кога сме веќе кај квалитетен контент, имаше еден интересен проект со Кабадајас. Да. Тоа се гениални траки за кои што дознав многу сега, во принцип, Да. пред скоро време, и не ми се верува колку уствари ние сме неедуцирани во однос на таквата квалитетна музика. Се помалку ни се пласира, а се повеќе ни се дава нешто што можеби не би сакале да го слушаме толку често, но ни е присутно и тука е. Зашто таквите состави, зашто таквата музика во Македонија сметаш дека се помалку и се дава шанса и простор? А пример, кога ќе излезеш од Македонија, лично знам колку си попочитуван, колку повеќе ти се дава простор. Тука во Македонија тоа некако како да е изгубено во контекст заради други некои нешта кои што можеби не се толку поврзани ни со музика, ни со квалитет. Зашто мислиш дека е тоа така? Па да, тој е одличен проект со кој што доста имаме шетано надвор од државата и бевме и сме успешни, мада сме во мала пауза, околу 2 години, пошто сите работиме на некои други проекти моментално. Меѓутоа не значи дека нема да се собереме пак и да го продолжиме тој бенд како трет материјал или трет албум. Во однос на тоа кој е колку успешен надвор и тука, не знам, од неколку гледишта може да се гледа тоа. Да кажеме, ако кога ќе отидеме надвор, свириме успешни концерти, да, оке, ќе дојдеме во Македонија, браво, пошто сме некој успех сме постигнале горе, така? Нешто македонско надвор. Да. Тоа ми е кејф, мислам, тоа е супер. Сега многу е тешко да се пробијат тие бариери за нагоре. Јас имав среќа да работам со еминентни музичари со кои што сум идел горе и сум запознал други артисти, менаџери и така натаму, па некако ќе ги пробиеш границите, иначе доста тешко, ама се трудиме, мислам. Сепак сме ние мал пазар, треба малце повеќе да се подпомагаме самите
себе си. И затоа и вакви емисии како вашата многу ја поштувам, пошто обработуваат овакви теми. И ова делот одговорот на она зошто не се поддржуваат такви бендови толку, затоа што нема многу вакви емисии. Да. Да, па треба повеќе да има, пошто како што сме мали да има повеќе, сегде ќе гостуваш негде, дал ќе свириш, дал ќе збориш, дал подкаст, дал емисија, никогаш не знаеш како ќе стигне тоа. Да. Да, мислам се ова се должи нели на вашиот долгогодишен успех како музичар, како продуцент, како писател на сопствената музика. Би сакала да ве прашам како беше да се твори во тоа златно време. Имате свирано на еден тон македонски хитови, баслини и така натака, до ден денеска се хитови тие песни. Може би многу луѓе не знаат дека вие сте позади толку многу хитови, посебно во соработка со Дарко Димитров. Па како беше во тоа време да се твори, за разлика од денешното време? Тоа време беше прекрасно, пошто прво бевме 25 години помлади. Иако и сега не е многу лошо. За среќа имав другари како Дарко Димитров, Александар Принц, со кој што соработувавме многу и јас уживав во тие соработки. Иако јас свирев повеќе рок музика, фанк, фјужн, со дечкиве си работев на поп музиката која што тие твореа и баш ми беше кејф. Тие некои работи што ги свирев во таа мојата музика ги употребував во оваа поп музика. Така, да. Да. Супер. Кажи ми што би можеле да очекуваме следно од твојот личен проект? Па следно да го завршам проектот, мислам у студио и се миксам моментално, толку. Супер. Следно не би кажал тачно, пошто пред година и пол исто го кажав и ништо не испадна, себе нема да кажам кога ќе би. Да, може би треба природно да се случат Да, нештата. да, апсолутно. Супер, Джоля, ти благодарам за присутноста денеска. Фала ти на тебе, благодарност. Да се целиот разговор и за цел придонес кон нашата музика. Фала. Се надевам ќе се видиме повторно во нашата емисија. Фала, почестен сум што ме викнавте. Ти благодарам. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти, а овај пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! А сега следува Јовче Пандев со неговата песна Девојки во мраз, од неговиот албум Деца корнат градина. Неверни слуги нас не сака тој што нуди. Пред луѓе и други таа е само девојка што истуди. Убава цветовна, раскоши галерија, девојка во мраз, не сака оган, само топол зрак. А сега ќе слушнеме песна која зборува за љубовта. За љубовта и надежда. Тоа е текст на Игор Џамбазов во изведба на Ламбе Алабаковски. Остани. Имам душмани стари ги носам на врат. Викам, паѓам во бездна, занижувам. Остани и
го сведочам неправда. Клинч со себе, ако попуштам, секој ден похрабра. Пред мене насмевки и поздрави за мене, матни погледи и шепоти. Прва од краја, последна од старт, немилосрден град. Прва од краја, последна од старт, ако немам свој гард. А сега пуштаме една вистинска аудиовизуелна авантура. Тоа е Елф со песната Фосил. Не си сам покрај тебе и други газам. Немам жал и гледам траги, некој те допирал. Изумрен вид, веќе си фосил, длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си фосил, намени пак за милион години. Изумрен вид, веќе си фосил, длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си фосил, намени пак за милион години. А сега го слушаме Драги Иванов, член на Фанк Шуи, но овој пат со своја песна. Крута. Која воопшто не е крута. Покасо што се огради, земи ме од мене, заврши. Нема глас, нема бука, цело време си некаде лукаш. Празно зборуваш глупости, не си тука. Не знам баш зашто си лука, веќе ништо нема тука. Дали сум доволно глупав или ти крута? А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде вака сама? Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другару тво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со незината песна Суд.
savršen svet, sve što imaš za sebe. Samo svoj odzbor, samo svoj odzbor. Slep si došao, slep si odih, zaslapen zlo, pod noze gubiš tlo. Sve što davaš, dobivaš, sve što preživaš, sam odgovaraš. Samo što ne možemo nije da razborimo se do toga gleda me son. Doznaješ da li ne smiješ, ako misliš sozdavaš, sve što prečuvaš sam odgovaraš. Samo što ne možemo nije da razborimo se do toga gleda me son. Ne si sam, tuku se samo ti je večna. I ne sme prikazna mi tu početna ni konečna. Samo što ne možemo nije da razborimo se do toga gleda me son. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Nasproti mene čovek koji treba da glumi grabljive, za emocije nema mesto, nemilosrdna maska staveno. Non-stop stres, daleke ponese i sve nasproti poludan svet. Non-stop stres, daleke ponese i sve nasproti poludan svet. Isključujem se, izoliram, dopiram povtorno do sebe. No utre iz stojke, nakrivi kapa i pušti se. Non-stop stres, daleke ponese i sve nasproti poludan svet. Non-stop stres, daleke ponese i sve nasproti poludan svet.
противен свет. Non-stop stres. Nas противен свет. Сега, дечки, ја слушаме првата група на Андреј од ДНК, TNT со песната Минско поле. Minsko pole, baby, su se cijelo večer jasni, voze samo preko tebe. Ti si minsko pole, baby, su se cijelo večer jasni, voze samo preko tebe. Ti si minsko pole, baby, odel od drugini, prevoni za TNT. Ja sam ekspert za otkrivanje na tvojoj liniji i predesljoti branje. Za deaktiviranje na vsega tvoja erogena mi navara malko tin tranje. A sekoj moj dopir mi je rizik, no predizvik je tvoja mina na vidik i te dobije tretman mi na lifting. Ti si minsko pole, baby, su se cijelo večer jasni, voze samo preko tebe. Ti si minsko pole, baby, su se cijelo večer jasni, voze samo preko tebe. Ti si minsko pola, znam od glava do petica, poodišta od klupa petka, ti stičiš za šešnica. Dođe do gaza po tvoj temini kako goćim, siže ti je svega se je heroj borci i bali. Jasno, tvoj temini, ti svoj dorpanini i znam na vam toneli. Imaš 10 sekundi da daješ 10 pričini ti, zašto dozvoli da presjećam te žitima nikad. 9, 8, 7, 6, sve zaradi moj jedan dobar kes. 5 za dvorišta žolta roza, 4 za van, dupla doza, ti za mesta treta poza. 2 za predivesta taktika, 1 znam se fakta, vek je panika, 0 za bum bum. Ti si minsko pole, baby. Голема благодарност до Aqua Dance Studio и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. Fiction, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си распира на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси синт-поп numера Лавиринт. Запалнете ги светлата дома и уживајте. Steni me, pogledni me, очите на здравото станав. Смени ме, промени ме, и пак е върти свет около нас. Градът се буди, небо се губи, разбуди ме пред да изгубам, разбуди ме пред да изгубам. Градът се буди, немирни бури, разбуди ме
Летото во Скопје е толку жешко што можеби треба свика. Како и да е, одиме на Скопско лето, каде што Film Project заедно со Тања Царовска ќе го промовираат својот нов албум. Има извонредни гости и едва чекаме да видиме какво искуство ќе имаме на Скопско лето. Одиме! Како си помина вечерва на ова искуство? Полно срце. Значи, таква прекрасна енергија, таков добар проект, значи, овој концерт беше изчекување. И го чекав, и го дочекав. И мислам дека ова е нешто што ретко се гледа. Шуме фаќа се у 11 сат. Во 11 сат. Ние поетите не се разбираме од време. Точно, па затоа ќе го промовираме. Па на 2 август у Света Софија во Охрид ќе додат и другите. Значи на 2 август на вториот концерт се гледа. Па беше волшебно. Значи, Тања, пред да започнеме, јас сакам да ти се заблагодарам за ова волшебно патување, ако може да го наречам. Бидејќи се чувствувам и привилегирано што имав можноста да присуствувам на вашиот концерт. Вака после концертот, кажи ми ти како се чувствуваш? Јас се чувствувам привилегирано што дојдовте тука, ете, во толков број, што уживавте, можеше никој да не дојде. Веројатно дошло тие што треба да дојдат. Ја ги прашав луѓето кога се поминале, сите одговорија волшебно. Супер. Како е чувството да се биде дел од еден ваков проект со толку исклучителни луѓе на едно место? Па, ете, така, проектот се случи малку и спонтано. Мислам, никога си го планираш овој проект, меѓутоа не планиравме баш албум, па после реков, мај да видиме што ќе биде. И едноставно, Горан некако дојде во приказната затоа што Никола не го планирал, па Петар веќе беше во приказната, мене ме повлече тоа што ете Петар беше тука, јас Петар го обожавам како инструменталист, како музичар, тоа е навистина извонреден. Горан немам што да кажам, Нино е феноменален во својата работа, тоа што го работи стварно го работи, нели, значи професионалец е и е многу човек исто така со силен сензибилитет за музика, мислам дека не се слични сензибилитетите, така што не знам, ете, така се случува видно. А кој албум би имал вкус? Каков вкус би имал албумот? Овој албум, кога би имал вкус, јас мислам дека би имал вкус на лимон, меѓутоа торта од лимон. Моето милено. Веќе малце благо, малце киселко. Да, па да, има, значи, да, има и тага тука, има и киселина, но се на се има и нели некоја леснотија сепак носи, така што да, ето. Јас буквално ве доживев како туристичка агенција да сте, а не да сте бенд, бидејќи си седнав таму во позадината, си чучнав и си бев самиот со себе и буквално патував и едва чекам да излезе албумот и на стриминг платформите каде што може да го слушаме. Дали нешто ти би сакала вака за крај да кажеш? Општо за музиката, за... Па, јас би сакала што повеќе музика жива и убава да ни се раѓа на ова наше поднебје и да одиме на што повеќе концерти. Јас би сакала Кичот и Шундо да се заминат од нашите сцени и да настапиме, ете, тие кои што навистина твориме тука со срце и со душа, а не заради профит. Јас само уште едно нешто ви додала на крај, најажен сум. По начинот на кој што разговараш, ти си толку приземна, а и Горан Трајковски е таков и останатите члени од бендот, че не ги знам имињата, меѓутоа вие сте толку скромни, сте
толку големи, мислам дека тоа е можеби најголемиот успех на човекот, да остане толку приземен, да биде свесен дека талентот од некаде таму му доаѓа, дека он е само канал, а вие сте прекрасни канали и ви благодарам што постои. Во секој случај да, ние сме канали, ние не сме никакви посебни личности, туку сме буквално канали на божествената музика и мораме на тоа да се подсетуваме постојано, да не помислиме дека затоа што во моментот кога мислиш дека нешто си, нешто те удира и те паѓа доле. Вика, чекајме малку. Да, така што мораме, буквално мораме цело време да се подсетуваме на лекцијата, да отвараме урокот, пак да го учиме и така секој ден. И последно прашање, бидејќи ова е за емисијата Хитмейкер, кој е твојот омилен македонски хит? Омилен македонски хит. Има многу, не знам кој. Еден интуитивно ще ти доаѓа. Еве, интуитивно ми дојде за ум на Сила од Архангел, например. Прекрасно. Да. Може да го завршиме интервју со преградка. Да. Сонце, фала ти за све, Тања. Фала ти. Многу фала. Ајде. После 25 години, Фројд е повторно жив, во изведба на Кали. I started my professional activity also in neurology while embraced the release in my neurotic Кој си ти? Откаде ли се појави? Ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. also and something inside his eyes, the room of his feet, broken, and so on. Фројд е жив. Фројд е жив. Смртно возбудлив. Фројд е жив. Ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!